Господја Дисоска, глобално во целиот свет женскиот труд е помалку платен. Дали имате некои статистики за Македонија и што покажуваат тие? Дали има некакво подобрување? За жал, не можеме да се пофалиме дека статистичките податоци одат во наша корист во минатите неколку години, па можам да кажам и децении. Во светски размери, знаеме дека разликата во платите помеѓу мажите и жените изнесува 20%, и тоа излезе како официјален податок од АЛО, од Светската организација на работодавачи. Мислам дека минатава недела како официјален податок на светско ниво. Она што ние го имаме како податок во нашата држава е 17,2% разлика во платите помеѓу мажите и жените за иста работна позиција, за исто остварување, за иста работа. Така да можеме да кажеме дека за жал не стоиме добро со разликата во платите, а на другите позиции исто така е очигледно дека не стоиме добро, ниту во општествените случувања, ниту во социјалните, ниту во бизнисот. Значи, некако каскаме или можеме да кажеме дека дури одиме наназад во минативе неколку години. Каква е состојбата со менаџерските функции? Имате ли податоци или проценка? Каков е односот на жени наспрема мажи на менаџерски функции? Така, менаџерските позиции се категорија сама по себе, бидејќи тоа се веќе се нарекуваат women-led businesses или бизниси водени од жени, за разлика од предприемништвото. Ние така ги делиме. И сега на менаџерски позиции, статистичките податоци за жал ги немаме, меѓутоа оно со кое што ние располагаме е дека имаме жени на менаџерски позиции од прилика 12-13%. И тука би рекла дека се најмногу во оној финансискиот сектор, и ако ги ставиме во сврха да ги броиме и жените на позиции кои што се директорки на училишта, директорки на градинки и така натаму, кои што се во државна или јавна администрација, тие исто така можеме да кажеме дека вкупниот број ни е 13%. Меѓутоа во приватниот сектор, особено во големите корпорации, тука многу мал број од жени кои што се на менаџерски позиции и за жал дури и не оди нагоре. Иако можеме да кажеме дека жените ни се подобро едуцирани, жените подобро пливаат во науката, подобро повеќе процентуално се со магистерски или докторати и така натаму, меѓутоа состојбата нивна со текот на времето, со годините, едноставно не се валоризира и не можеме да кажеме дека имаме еквивалент помеѓу оние кои што завршиле високо образование, магистерски и докторати, дека истите тие напредуваат во својата кариера. На жал, тоа не е ситуација кај нас. Општ впечаток е дека земјата се уште се соочува со сериозни предизвици поврзани со родовата еднаквост и застапеност на жените во јавни политики. Што е сработено, а што треба да се сработи? Жените и политиката. Една тема на која што навистина треба да се работи, и тоа е еден реверзибилен процес. Јас стрикно верувам дека треба да работиме многу јако и многу за јакната на таа тема, бидејќи ако говориме за минативе 30 кусур години од осамостојувањето на државата, имаме подеми и падови. Тие подеми се должат на тоа дека многу се работеше на таа тема и дека многу имаше едукација, имаше многу проекти, работа со жените, за да можат воопшто да размислуваат и да влезат во политичките води. Мислам дека во последниве години нема толку многу работа со жените, барем не е толку многу видливо, и она кое што можеме да го кажеме од работава или на терен и од она што го знаеме во политичките сфери, дека се помалку жени имаме на тие позиции. Еве сега се ближат дури и градоначалничките избори, па да видиме што ќе сработиме и колку жени ќе имаме на градоначалнички места, и тие исто така се во општествената сфера. Каков е односот на жени лидери во Македонија и што мислите, дали сме родово сензитивни? Односот према било кој лидер кај нас секогаш е од позиција на моќ. Она кое што недостасува е дека секој лидер треба да биде помеѓу оние кои што го избрале, дека не треба да се покажува позицијата на моќ, и тогаш ќе имаме една вин-вин ситуација каде што оние кои што го избрале
ќе бидат среќни дека го избрале или ја избрале дадената личност. Од друга страна имаме позиција на моќ во која што оние кои што гласале многу често се наоѓаат на ситуација да велат џабе гласав. Така да треба да се почитува една личност, меѓутоа за да се почитува една личност, тоа не треба да биде преку позиција на моќ. Треба да биде преку позиција на знаење, и стручност и квалитет, која што ќе се прикаже со своето работење и при тоа да ја заработи, да го заработи почитувањето и позицијата и дури тогаш ќе можеме да бидеме среќни и да кажеме да, имаме квалитет, можеме да одиме нанапред. Кои се најголемите предрасуди кои сте ги слушнале во текот на вашето работење како бизнисменка? Предрасуди многу. Предрасуди секојдневно, меѓутоа предрасудите од оние кои што доаѓаат од менталитетот најчесто се вие, нели, жените сме за куќе и за во кујна, за семејството, меѓутоа не знаеме да работиме бизнис. Тоа се предрасуди кои што нам ни се стекнати и тоа се предрасуди кои што ние сме ги прифатиле како такви. Да, ние сакаме и в семејството, и фамилијата, сакаме да имаме пристојан живот, меѓутоа стекнатите предрасуди дека не можеме да бидеме на водечки позиции, дека не можеме да бидеме на водечка позиција во политиката, например, е нешто кое што ни е наметнато. И затоа сметам дека токму тие предрасуди треба да ги искорениме, треба да работиме на нив и треба да ги окуражиме жените да почнат да ги покажуваат своите позиции, да почнат да ги бараат своите позиции, за на крај уствари да покажеме дека сите тие предрасуди се во принципи бесмислени. Господја Дисовска, ви благодариме многу за одвоеното време за интервјуто за мене. Благодарам.